Добра вечер, гледачи. Се збунив малце на почетокот. Вечерашнава тема на туризмот е малце од една друга гледна точка. Природните вредности кои ги има Македонија, а не знаеме доволно да ги искористиме во туризмот, се моја вечерашна тема со мојот гостин кој ќе не запознае кои природни вредности ги имаме и во суштина што и како можеме од тоа да направиме туристичка дестинација и да тоа биде нешто што може да биде една уникатна понуда за Македонија. Ве молам да се представите. Добро вечер до сите гледачи во Македонија. Јас сум професор Јане Ацевски од Шумарскиот факултет во Скопје, УКИМ. Иначе сум редовен професор по предметите дендрологија, наука за дрвја и фитоценологија, наука за растителни заедници. Благодарам на поканата што ме повикавте да разговараме за ова многу интересантна и многу значајна тема, особено не само од природен аспект и значење за овие вредности, него и од туристички потенцијал за нашиот економски развој и секако за наша културна и природна презентација во светот. Можем да кажем дека како територија Македонија, како подрачје, како дел од Балканскиот полуостров, представува едно специфично растително подрачје со голем растителен потенцијал, голем растителен биодиверзитет, но и голем геолошки диверзитет, големи релефни карактеристики, големи хидрографски, па и други карактеристики, што во една целина, во склоп сите заедно, представуваат една специфика за самата Македонија. Темава денеска е многу интересантна и може да се опфати од повеќе аспекти. Прво би почнал за вредноста што имаат старите дрвја, кои во последниве години добиваат се поголемо значење, не само од научен и природен аспект, него и од туристички аспект, бидејќи за луѓето се многу интересантни, сакаат да ги видат, да видат нешто повеќе децениско, повеќе вековно постоење на одреден растителен вид. Јас веќе во последниве години доста работев на проучување и идентификација на стари стебла во Македонија од најразлични дрвни видови. Одреден број беа веќе заштитени, најповеќе тоа беа заштитени видови кои беа во некои централни градски делови, каде што представува веќе предмет на предходни заштити. Чинарот, например. Да, чинарите во Радовиш, во Охрид и во Валандови и во другите градови. Меѓутоа, голем број од старите стебла во Македонија, скоро 90% досега што сум ги сретнал, што сум ги проучувал, се наоѓаат во црковни дворови, во гробишта, одреден број ги има и во џамии, во селски средини и ги има во делови на така наречени вакавски шуми или црковни шуми, каде што наредот ги штител и не дозволувал да се сечат. Да. Извини грубо, колку дрва има такви и колку е нивната старост? Зборуваме грубо за да. Грубо, сега ќе ви кажам, колку има села во Македонија, толку има и дрва. Значи нема село кое што македонско, православно, што нема црква и во црквата што нема старо дрво. Едно или повеќе, некои имаат и повеќе од 10. Нема вакавска шума која нема стари стебла, него поголемиот број од неа се стари стебла и многу ретко се сечени. Што значи Македонија е релативно многу богата со стари стебла. Голем број на стари стебла се и од отоманскиот период, кога во центарот на селата или во градовите се саделе најчесто чинар, Платанус ориенталис, како место што ќе служело за собирање на луѓето, разговори, се правеле тука средби и
фактички представувале Место стебла на на плоштадот каде што се собирал народот и имале многу значајна улога во културно-историскиот развој на... И ден денеска има такви, и ден знам, денеска, од Македонија до Добро, во модерниот начин на живот се помал во градовите, за помалите средини, каде помалите, што се уште се места. Така што од тој аспект овие стебла се многу значајни. За жал, досега немаме некој официјален регистер на овие стебла. Не се запишани нигде кои се. Јас нешто направив околу 30 на стебла и повеќе, ги соодветно ги обработив, каде што се измерена староста, димензиите, оштетеноста, начин на ревалоризација, значи вреднување, начин на нивна обнова, начин на нивна заштита, како би им се продолжил нивниот живот. Ето, во почеток одма ќе кажам дека нема да сватиме дека се е вечно и се вечно трае. Да. Значи нема вечност, меѓутоа целта на ваквиот пристап е што подолго да го одложиме оној крајниот момент на распаѓање или на деструкција на овие стебла. Од друга страна и туристички или било кој намерник кој иде е убаво да го знае и дрвото, и името, и староста, и во каква состојба. Да, сум забележал... Една таква табла сигурно ќе даде една основна Сум забележал кај голем број луѓе дека многу ги интересира кога ќе видат големо стебло, одма прашуваат колку е ова старо, кој вид е, што му е неговото значење и така натака. Така да интересот не само на странските туристи, да сватиме, интересот е уште поголем кај нашите луѓе. Нашите луѓе многу ги интересира и сакаат да ги видат тие стебла. Едноставно да имаат информација за нив. Една објава што објавив на Facebook, каде го поттикнав народот да испраќа податоци за своите, за еден ден доби преку 250 информации за стари стебла во Македонија. Дефинитивно И тоа интересот не спласнува, значи се е поголем и поголем, што доведува еден заклучок дека дефинитивно мора да направиме еден регистар кој што нема да биде само впечатена, него ќе биде во електронска форма, што ќе им помогне не само на нашите граѓани, него ќе помогне и на голем број туристички агенции кои организираат посета, да можат во туристичката понуда да дадат и посета на вакви стари стебла. Да, дефинитивно сега се такви можностите да едноставно може да се прочита и да добиеш информација дека такво нешто има и да има желба да го видиш. Дрвата се нешто што кажуваат еден живот кој изминал, кој луѓе кои околу него живеат, кои имаат своји приказни. Јас лично сум имала можност така на неколку од тие места луѓето сакаат да дојдат да си го кажат местото, да си ги кажат приказните што знаат, и тоа е една од варијантите на туристичката понуда која значи ве повикуваме да го видите дрвото, ама гледате многу повеќе од тоа, ќе дознаете многу повеќе од тоа. Интересантно е што речиси сите наши стари дрвја немаат само она природна вредност, што него имаат исклучиво културна историска вредност. За сите тие стебла се е поврзана традицијата, животот на луѓето околу нив, верувањата, средбите што ги правеле таму. Најчесто околу тие стебла се собирале на голем број празници, се дружеле. И денеска можем да кажем од еден аспект, бидејќи голем број од нив има посетено, имате една магична енергија. Кога ќе дојдете до нив, чувствувате дека сте до нешто посебно, нешто што зрачи со позитивна енергија. Најверојатно и староста ја доживеа баш поради таа позитивна енергија што ја имаат. Со вас тоа е дефинитивно така. Македонија навистина изобилува со многу природни реткости и во туристичките понуди тешко може да се најде, да речеме да имате можност да осознаете или да ви биде понудена таква една туристичка понуда која ќе значи да го доживеете тоа што може да... Видете, досега
во туристичките понуди Македонија е земја со огромен број историски артефакти, со огромен број стари цркви, со историја многу. И од тој аспект беше туристички пренагласено тој дел, тоа подрачје. За сметка на тоа, природните вредности толку не беа презентирани. Со современиот начин на живот, кога почнаа многу луѓе да доаѓаат во Македонија, кога ги осознаа овие предели, кога влегоа во нашите шуми, во нашите села, во нашите полиња и сето, кога видоа со која богатство ние располагаме и од природата, интересот се повеќе се зголеми. Меѓутоа, тука доаѓа еден проблем што ние за овој период не оспособивме така наречени водичи за природа. Тоа е посебна категорија на луѓе кои што се оспособени да презентираат на странците, па и на нашите гости, на домашните, да им ја презентираат природата, да пред се да им ги назначат вредностите што ја има таа природа, па и стеблата и други работи, и буквално да ги отворат очите на луѓето да гледаат со еден друг аспект на природата, не како досега. Јас имам еден пример каде што еден мој драг пријател го одведов на едно многу убаво место со 7 хоризонти погледи, со човекот урбан и цело време ми вика, па што ме доведе овдека, гледај какви камења, грмушки, се боцкам се. И кога почнам полека да му објаснам, овдека имаш толку ендемити, имаш вакви растенија, имаш тоа, кога цвета јоргованот е многу убаво, кога паѓаат кометите, можеш да метеорите, можеш да седнеш да ги гледаш и да кога месечината е поголема, и вика ми се отвори сликата. Јас веќе имам друг поглед и друго значење. До мене беше камења, нешто, сега тука ќе се сопнувам, ќе гледам, па да не ме касне змија се. Сосема друг пристап. Јас ова го објаснувам како јас кога би отишол во некој музеј на современа уметност и не би имал никакви сознанија за делото што го гледам, ако не дојде кустосот и ми објасни дека тоа дело кажува тоа дека има такви и такви емоции, тогаш веќе сликата ти се отвара за вредноста што ја гледаш. Јас го имам искуството со матка. Некаде таму пред 20 на години направив еден проспект на пеперутки во матка, на дневни пеперутки, во соработка со Природно-научен музеј. Намерата беше да делот кај што сега е паркингот во матка, знаете, сметав дека тука може доволно добро да се направи мал музеј на пеперутки и да се одгледуваат. Во Танзанија постои можност да тие ги одгледуваат, ги ставаат во рамки и се продаваат како нешто што е сувенир. Богатството на тој вид на пеперутки што ги имаме таму навистина воодушевува и тоа беше една убава идеја која на еден од работилниците на англичанка, кога и покажавме што правиме и која е намерата, беше одушевена. Меѓутоа јас не успеав да убедам никого дека тоа треба да биде така направено и дека е тоа нешто што е перспективно добро и за природата и за Најверојатно во нашето образование и култура се уште не постои некој метод каде што би го образувале народот за природните вредности што ги имаме ние. Тука пред се би спомнал не само имаме огромен потенцијал и во пределните и пејсажните. Значи, од кој ќе се качите на врвот на Солунска глава, гледате цела Македонија. Таков поглед нема никаде. Кога ќе одите на Пелистер, па ја гледате на Осогово, гледате дури и Пирин. Значи, од сите локалитети има многу убав поглед. Нашето небо релативно е се уште не е толку замаглено, има добар поглед, особено кога се убави ветровите деновите, можеме и негде до 70 па и 100 километри јасно да гледаме. Сето тоа дава една многу убава перспектива за развој на овие делови од
туристичката понуда. Значи видиковци каде што би се прикажувале пределни и се. Ние немаме уште развиено доволно. Јас често сретнував некои податоци за именување на некој предел. Предел со магична тишина, па не знам, тиркизна вода, многу такви... Едноставно да се објасни на некој сликовит начин кога ќе делото. кажете таков некој збор, веднаш луѓето ги привлекува. Каква е таа магична тишина? Јас таа магична тишина сум ја доживел во езерото Матка, едно во планине каде што немаше никој во чамецот, буквално шумот во ушите се слушаше. Просто да не веруваш дека во таков еден кањон со толку природа, со толку живот, може да има и таква тишина, каде се смирува. И енергија која едноставно е нешто што е да. матка е раѓање. Да. Во Македонија има 1000 места како матка. Ние матка ја знаеме затоа што ни е блиску и релативно ни е пристапна. Денеска пристапноста до нашите планини, до нашите предели е релативно добра. Сега не до сите, за некој потребно е теренско возило, но и тоа нема потреба од долги пешачења, преспивање во планината и така натаму. Меѓутоа, самото пешачење дава некоја друга димензија, друго чувство. И сега не сите луѓе имаат одредени способности да одат и да видат вакви вредности. Затоа патиштата што се изградени по нашите шуми и планини пружаат можност и на повозрасни лица и на лица кои немаат способности да се движат многу во планина, да ги видат тие вредности. Меѓутоа, тука ќе напоменам една работа што имам забележано во текот на моето искуство, што треба да бидеме внимателни, особено ние кои ја презентираме убавината. При една посета со едни пријатели им покажав едно ретко растение, Виола кошанини. Беше многу убаво во цвет и кажувам ова е ретко македонско ендемично растение со многу убави карактеристики. И јас се свртив замена, по 5 минути го гледам позади, го носи во рака. Несватливо е да уништиш ендемит, и зашто поклон на жената. Тој не може ни да обстане таму без развитие. Ама не, да го искинеш нешто за да... Значи, и тука треба. И затоа во една прилика напоменав, подобро е некои работи да не ги потенцираме, за да ги заштитиме. Особено ретки растенија и значајни растенија за нас. Го имам тоа искуство во матка со темјанушката. Сега, ако се сеќавате, табла има ставено за кањон матка кај ресторанот, баш на делот кај што ги има нив во изобилие. Едноставно, или посадени им се овие хибридни растенија кои утре не знам како ќе реагира при природата на мешање на такви недозволиво по мене. Во тој контекст би те надополнил. Во една прилика, додека работеше етно село го посетив, прв пат влегов внатре и куќите добро изработени се. Меѓутоа пред куќите беа насадени петуни, кинески туи, какво етно село кога природата не смеа да ловиле во сето тоа. Јас во една прилика имаше некои животни од Африка кои беа, не знам, некоја варијанта на изложба или нешто. И тоа несватливо. Значи, како странецот ќе доживее етно село со кинески туи. Дефинитивно. Или петуни, или се знае кои се традиционални цветиња. И на такви аспекти многу треба да внимаваме, особено и во црквите, што се многу стари, што какви растенија садиме, за да се долови автентичноста на просторот, на духот на тоа место. Остана не прашано дали на факултетот имате дел на кој се студентите подготвуваат да бидат туристички водичи, да бидат посветени на туризмот од тој вид. Благодарам за прашањето, многу горливо прашање во овие години изминати наназад, затоа што... Очигледно дека тоа треба. Да, затоа што
перцепцијата на луѓето во Македонија за шумарскиот факултет дека ние едуцираме кадри кои влегуваат во шумата, ја касапат, ја сечат, ја експлоатираат, а тоа дрво потоа им го загадува воздухот и тие се главни кривци. Меѓутоа, секој кој што го погледнал списокот на предмети кои го изучуваме, ќе види дека нашиот факултет е еден биодиверзитет од предмети. Ние сме обучени инженери кои покрај математичките науки, ги учиме геодезија, математики, учиме и биологија, учиме и хемија, учиме и фитопатологија за габи, учиме дендрологија за дрвја, учиме ботаника, учиме ентомологија за инсекти, учиме екоклиматологија, геологија и педологија, ловство и плюс применети предмети како е одледување на шуми, подигање на шуми, уредување на шуми. Нашиот студиум е изразито интегриран. И сметам дека шумарските инженери со оваа група на предмети кои што е надополнета и со организација, економика, туризам и други предмети што ги има од областа на овие на туристичката потреба што би се задоволила во иднина, сметам дека сме, ајде да не се фалам, идеални во иднина да преку една специфична обука од овој кадар да излезат потенцијални планинарски, природни водичи во природата кои што кои би им ја презентирале природата на луѓето што сакаат да видат. Затоа што сеопфатно се образувани. Јас имам искуство, соработував со заштитеното подрачје. Јас морам да напоменам дека таму нема биолог, нема луѓе кои едноставно кои ќе дојдат во тој предел некој да им го објасни или да им го каже тоа, и најчесто зимавме додека соработував со нив или студенти или некого од природно-научен музеј или од шумарски. И едноставно мислам дека и Мавро, колку се сеќавам, нема од тој кадар, дека и Пелистер нема од тој кадар, и тоа е нешто што по мене е несфатливо, бидејќи едноставно тие национални паркови и заштитени подрачја треба да имаат таков персонал. Да не збориме за матка која едноставно нема ни управувачи, едноставно сама од себе живее. Па јас ќе те надополнам уште овие институции што ги наброи имаат се помалци шумарски инженери. Кадарот е таму од правници, економисти, доктори и се друго освен обучен и професионален кадар. Учењето не завршува со завршувањето на факултет. Дефинитивно. Секој од шумарските инженери во себе содржи потенцијал, значи обучење со мала надоградба, со мала обука, за да може да пренесува вештини на препознавање, да вреднува одредени предели, може да биде многу добар и идеален водич на природата, во природата и детално да ги објаснува овие сите. Нормално и сето тоа и биолозите, немој да ме сватите погрешно. Меѓутоа, многу се уште од аспект на управување со овие специфични подрачја, заштитени подрачја, се уште само се мисли на финансиското обстојување. Па дури и се иде на мерки на сечење, на само да се обезбедат плати, но и средства кои ќе го одржат националниот парк. Се додека националните паркови и заштитените подрачја се ставени на само одржување, ефектите ќе бидат вакви. Значи, не може природно да заштитат шумата ако не бидат финансирани. Тој дел е многу болен и многу специфичен и токму во тој дел јас мислам дека туризмот може многу да припомогне, бидејќи тој може да функционира како нешто што е бизнис и да носи некој приход на таквите установи кои едноставно на никого не му е сеедно дали ќе добие, дали ќе има приход или нема да има приход. Тоа е лесно може да се оствари. Видете, овој приход
Иако е мал, денеска се остварува и преку планинарите што ги посетуваат, да, преку овие велосипедистите. Во последно време е интензивна, да кажам, наездата на моторциклисти, кои што имаат негативно влијание врз природата со својата бучава и загадување, повеќе прават штета него некаква корист од нив што би имала економски што се таму. Затоа треба поголемо внимание да се обрне на организирани форми. Значи, организирани посети со однапред утврдени цели, за да знаат луѓето што ќе видат, каде ќе видат. Цели патеки, каде може да се движи и што до каде. Јас сум имал прилика да носам многу странци низ Македонија, нив пред се ги интересира безбедноста. И мора да им гарантирате безбедност. Потоа мора да им организирате, ние сме научени план А, никогаш немаме план Б. Се случува планина е да завране, патот да има одрони, било што и завршува приказната тука за идејата што сте имале да. Меѓутоа секогаш треба да имате втора варијанта каде што луѓето ќе им објасните дека тоа не може да се види сега, меѓутоа ќе видиме нешто друго. Постојат современи начини на презентирање на природата, тоа се точки на одредени места каде што луѓето не мора многу да им зборувате, да им објаснувате, ги водите до одредена точка, на неа има баркод и на нивниот јазик им се објаснува што гледаат, како гледаат, кои се вредностите и така натаму. Да добијат информацијата. Сето што е дополнително ги интересира, може да се информираат кај водичот. Очигледно кај нас фали организација на сето тоа и на начин на размислување дека таквите подрачја можат да бидат стопански задоволителни, да можат сами од себе да обстануваат. Дури и да носат повеќе од тоа приход. Видите, кај нас туризмот се сваќа како летен туризам и со завршувањето на летото завршува и туризмот 90%. И тоа потенцијалот на Македонија е 4 сезони. Значи имаме и подрачи, и предели, и места каде што можат во сите 4 сезони да се посетат. Ако не може на кораб да се качи на врвот во јануар, нитоа може во Гевгелија да дојде на смрдлива вода, на Кожев и да види многу убави работи што има да се видат. Значи, разновидноста и богатството на пределот. Ние имаме од алпски предели до пустински предели, степски предели, рамничарски предели, брскорицки. Дефинитивно нема што нема. Од дендрофлората имаме 312 различни дрвни видови. За илустрација секогаш го кажам, тоа една Финска има 40, Холандија 43. Замислите кој е тоа богатство ние што го имаме? Разликата. И луѓето ги интересира. Уште едно ќе напоменам, имаше една група од Канада која ми се јави, кои сакаат да дојдат да видат кога ги интересира периодот на цветање на јоргованот. Луѓето знаат дека во Македонија природен е застапен, дека во клисурите на Вардар, во Тарската клисура, во Чиња, во Матка и на други места цвета јоргованот. И сакаат да дојдат да ги видат. Пред 5-6 години дојде една професорка од Хонг Конг, по потекло е од Пакистан, која што предава хортикултура во Хонг Конг на универзитет и се погоди, баш бевме на Козија, каде што беше расветан јоргованот. Жената просто се фрапира, толку беше воодушевена како некој феномен да види. А ние секој ден покрај тоа поминуваме и добро, тоа е нормално бидејќи секој ден го гледаме и не можеме да му оцениме правата вредност на тоа. Јас се сеќавам во Јасен, пак ќе се вратам додека соработував, имав една група на директори на национални паркови од Италија и им покажував диви орхидеи. 4 вида им покажав, знам дека и 5 постои, сум го видела, а у моментот не можев да го најдам. Беше време за ручек, отидоа седнаа за ручек и јас отидов, јас скинав, ја најдов таа петата за да ми ја покажам и нивната реакција беше
едно како можеш тоа да го кинеш, како можеш. За нас тоа е нешто што нормално го има во изобилие и не го разбираш како нешто што не смееш да го покажеш. Намерата ми беше да ја покажам таа пета врста што ја знам. Доживувањето на и нивните искуства се нешто што неверојатно ние не внимаваме или не, едноставно игнорираме такви работи. Пак ќе се вратам и на пеперутките. Колку што знам, од дневни пеперутки негде околу 400 и нешто врсти има во цел свет. Кај нас има преку 200, што значи дека пола од тие пеперутки ги имаме тука. Целиот тој заокружен бизнис, кој би бил еден музеј, кој би бил една изработка на сувенири, е нешто што 2-3 треба да бидат запослени и да тоа функционира само од себе. Не е битно каде. Значи имаме толкаво богатство на такви пеперутки кои едноставно можат да бидат дел од некоја промоција на нешто што го имаме. Колку е вредно нашето природно богатство, често пати движејќи се по нашите планини, сретнувавме луѓе, научници, меѓу и стручни луѓе кои доаѓаа за да буквално, да не се изразам грубо, крадат од нашата природа. Крадеа пеперутки, што јас тогаш кога разговаравме со тој, кажа дека таква една пеперутка чинила 10.000 евра на црниот пазар. По Берлин исто голем дел од... Мене ми беше чудно. Голем дел од тие пеперутки до 200 евра во Берлин. Да, и сега кога среќавам така некои поединци сами или во група 20-30 што одат по планиниве, секогаш ги гледам да нешто крадат некои. Бидејќи они се информирани, точно знаат каде има, што има и доаѓаат го собираат, никој не им врши контрола, тоа го изнесуваат наше богатство, го оштетуваат, го уништуваат, го намалуваат. И од тој аспект треба да поведеме сметка, затоа велам дека секое движење на вакви туристи во природа, особено во заштитени подрачја, особено покрај заштитени предели или растенија или некои други животни, инсекти, треба да биде пратено со наши соодветни стручни лица, кои што ќе внимаваат и од тој аспект, не само да им го прикажат, него и да го зачуваат за да не ни го украдат или да ни го уништат. Со самото тоа што таа е туристичка тура која има своја одредена патека, има своји водичи, е под контрола на сето тоа и подобро е да е така отколку да е едноставно сами одат и сами истражуваат. Зборувам за групи кои се организираат. Дефинитивно мислам дека не сме свесни овие промени климатски и сето тоа, дека голем дел од тоа ќе изгубиме, дека нема да имаме, дека не се води сметка да тоа опстане како што треба и да кажи ми нешто повеќе. Вака, од досегашните искуства со проекти што странците ги правеле кај нас, особено од областа на шумарството, ние сме многу интересантна земја, бидејќи сме подрачје каде што се судриваат две климатски промени. Тоа е континенталното и субмедитеранското, што условува појава на голем биодиверзитет. Меѓутоа сме и подрачје со големи еколошки амплитуди, како во температури, врнежи и останатото. Значи, ги имаме сите карактеристики досега, па и од начинот на управување со нашите шуми, предели и други места. И за нив, бидејќи сега тие проблеми полека идат се повеќе и повеќе на север, воочив дека они ги интересира како ние се справуваме со вакви тешки климатски промени и кои мерки ги правиме, кои се позитивни практики, кои се негативни практики. Едно може би ќе падне чудно и смешно, меѓутоа швајцарците очија дека нашиот начин на стопанисување на шумите, каде што го поттикнуваме вегетативното пошумување, растање на шумите, е многу, овие шуми се многу поотпорни на климатските промени, на оние големи амплитудни разлики и во високи температури, и во ниски, и во сушни, и во влажни. Значи, нашите веќе шуми се адаптирале.
особено шумите што имаат вегетативно потекло, бидејќи имаат голем и разгранет коренов систем, меѓутоа лисната маса и малата количина на врзан CO2 им овозможуваат да обстанат. Стануваат се поотпорни. И они од нашето искуство црпат што би направиле во иднина ако ова сценарио, а повеќе иде и кон нив, како да постапат. Значи, не само што ние учиме од нив, забележам дека и они учат од нас. И тоа не го кажуваат јавно. Ми тоа намерите, гледам, секогаш нешто ги интересираат проекти, како сме решиле овој проблем, како сме го решиле тој проблем. Дали негативно или позитивно, ми тоа го црпат нашето искуство во иднина како они би постапиле. За таа цел и често пати од нас бараат да им собираме семиња од сушоотпорни видови. Ми тоа секогаш го потенцираат и фактот што тие растенија да имаат и поголема дрвна маса. Значи, сепак да не биде изгубени приходот од истите. Јас сум соработувала со доста биолози и доста научни трудови сум пратела. Ме интересира дали во однос на тоа се одржува, да речеме, повремено некои конгреси, некои семинари околу тоа на проблематиката на овие природни вредности. Па видете, сега постојат голем број симпозиуми, конференции поврзани со природата, сега тоа е многу актуелно во светот, па и кај нас. Гостуваат голем број на еминентни научници, наши научници патуваат во странство, се запознаваат, имаме комуникација со голем број луѓе од областа, поврзана со заштита на природата. Што би заклучил од сето тоа? Постојат голем број податоци, меѓутоа се предвидуваат голем број мерки, во пракса многу малце се имплементираат. Значи, ние да знаеме така треба, вака треба, така треба да направиме, меѓутоа кога ќе дојде да се направи, сето тоа е... Свесни сме дека треба, меѓутоа не се спроведе. Да, меѓутоа секогаш одма се вадиме, па нема финанси, нека почека. Природата не чека. Не чека. За жал тоа е тоа. Не случајно ве прашав за такви собири, за такви Министерство за земјоделие. Да, шумарство и дали во тој дел во однос на заштитата, во однос на туристичкиот потенцијал кој е можно, нешто земјоделскиот министерството прави? Вака, кај нас природните предели или природата е поделена во рамките на две министерства. Тоа е едното е Министерство за шумарство, водостопанство и земјоделие, шумарство и водостопанство, едното е за животна средина. Со заштитените подрачја, 4 национални парка и другите заштитени подрачја, не управуваме и тоа ја координира работата Министерство за животна средина, а со шумите тоа го работи Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Има едно многу интересантно поклопување, каде што шумите што се во рамките на националните паркови и заштитените подрачја се управуваат по закони и начин на уредување предвидени и со покрај својата програма за менаџирање, постапа имаат и програма за управување и менаџирање од шумарски аспект. Многу интересантно преклопување. И сега во тие предели доаѓаат двајца инспектори кои прават контрола. Еден е за животна средина, еден е шумарство. А на сета таа помешаност во горните зони, кои што се најбогати со биодиверзитет во Македонија, тоа се високотоплански пасишта, пак управуваат, како се порано беше фонд за пасишта, сега е фонд за така нешто патишта. Да. И сега имаме различни субјекти управуваат во еден простор кој е заштитен по различни закони и различни методи. Само таму. И доаѓа до една конфузија и секогаш се ствара судир.
Сточарите имаат еден интерес, шумарите имаат друг интерес, заштитарите имаат трет интерес. И секојаш доаѓа до сидр и многу е тешко. Затоа треба да се ограничат тие, да се одвојат и со секој национален парк да опфати целата површина. И високопланинските, и истиот да менаџира со истата. За да нема нарушувања, за да нема несогласувања, а сите тие несогласувања идат на штета на природата и незината вредност. Да. За жал имаме уште 3 минути. Јас мислам дека опфативме у најголем дел, не може се да се каже. Меѓутоа пак ја потенцирам дека мислам дека неискористеноста во туризмот, во делот на можноста на додатен приход, би требало да се направи нешто повеќе од тоа и да едноставно тоа функционира како туристичка понуда која може да биде. Македонија нема море, нема можности за некој масовен туризам, меѓутоа во светот и ден денеска е токму тоа. Луѓето сака да ја доживеат природата онаква каква е. Од моје искуство знам дека се воодушевени на тоа што го виделе и ја пренесуваат приказната за да дојдат нови туристи, па дури и научни, како што викате вие, и тоа се... Тука би го поттикнеме научниот туризам како потенцијал. Тоа е дефинитивно добар потенцијал кој може да се искористи и да се направи, да се прави нешто во некој правилен пат. Мислам дека имам впечаток дека сме препуштени сами на себе. Па не знам, ќе видиме секогаш времето. Да, ама на штета на природата. Природата е многу јака и сама ќе се обнови, ако не идеме толку агресивно кон нејзе. Меѓутоа сепак и ние сме дел од природата, поврзани сме, интегрирани и тој факт не треба да го занемариме. Не само природата на устреп на луѓето, него треба да најдеме некој баланс заеднички, одржлив, што нема ни природата на нас да ни прави у нашето живење штета, па ниту ние да правиме нејзе одредена штета. Мене ми е многу драго што ми бевте соговорник, што имавме можност да ја начнеме оваа тема која заслужува да биде кажана и да се потенцира дека има потенцијал кој може да и е неискористен, и се надевам дека во некоја следна прилика ќе можеме да направиме некоја емисија во природа каде што ќе можеме да видиме такви ретки растенија. Благодарам, стојам на располагање со работката. Кога сакате, одберете каде сакате и ќе има што да покажеме. Дефинитивно дека ќе имаме што да покажеме и дека дефинитивно треба да ја насочиме нашата енергија кон тоа. Благодараме на вас.